Гостивар стана жариште на коронавирус со секојдневно рекордни бројки на ново заразени, што ги натера граѓаните да поитаат во аптека. Фармацевтите велат дека има навалица за витамини за подигнување на имунитетот. Многу се трошат антибиотици препишани од лекар како терапија, но и брзи ковид тестови со кои граѓаните сами проверуваат дали се заразени. Во аптеките продаваат по 60 такви тестови дневно. Голем дел од граѓаните кога ќе почувствуваат некакви здравствени проблеми и ќе се посомневаат на коронавирус, се одлучуваат првично на ваков начин да проверат дали се позитивни. Тестовите ги купувале и луѓе кои биле во контакт со потврден заразен. Па сега најмногу се барат витамини. Исто така има побарувачка и за антибиотици, што се препишани од лекар. Повише се бара сумамед, како што беше и порано, тоа најбараниот антибиотик. И брзи тестови сега многу се барат. Па повише од 60 можам да кажам дека има. Низ аптеките во Гостивар се продаваат тестови од различни производители, а цените се движат од 400 денари нагоре. Сепак, резултатот од брз тест е само индикативен, а не и официјален. Оние кај кои ќе се покаже присуство на вирусот не се евидентираат во системот на позитивни и не добиваат решенија за изолација. Она што се поставува како прашање е дали граѓаните чии резултати се позитивни на коронавирус на брз тест купен од аптека, потоа се упатуваат на тестирање во лиценцирана лабораторија. На крај, останува на нивната совест дали ќе се изолираат или ќе продолжат да се движат меѓу луѓе, ширејќи ја заразата. Регионот на Гостивар по број на активно болни е на трето место, после Скопје и Тетово, но гледано по број на жители, има највисок процент на нови позитивни случаи.